Подготвени сме, Сузе. Нашиот гости ова утро, двајца новинари, еден поранешен, еден се уште актуелен. Имам голема чест да го најавам новиот гостин во емисијата Македонија наутро, тоа е Зоран Јордановски, поранешен новинар во македонската радиотелевизија и долгогодишен новинар во германскиот медиум Deutsche Welle, германски бран, ако е точен превод, да, во редакцијата на македонски јазик. Добро утро, Зоки, моментално сте во Скопје и како поминуваат деновите во пензија? Добро утро, благодарам за поканата да гостувам во утринската програма на мојата поранешна куќа, Македонска радиотелевизија, во која работев долги години, во која фактички и ја почнав мојата кариера уште некаде со 10 годишна возраст во емисиите за деца, детската радиодрама, па потоа некако како во континуитет продолжив како еден од најмладите спортски новинари, радиорепортери. Со 20 години веќе вршев пренос од фудбалски надпревари. Меѓу другото, еден детаљ, јас сум првиот човек кој се јави на радиопрограмата ноќта кога се вселивме во оваа зграда, во новиот радиотелевизиски дом. Ја водев специјалната програма. Ве паметиме како еден од најелоквентните новинари и спортски коментатори. Еднаш новинар, секогаш новинар. Нашето време никогаш не е наше, додека сме активни. Колку е различен животот со перото в рака од слободниот живот во кој еден новинар може сам да си го планира денот? Толку различен што ми беше мене речиси несфатливо. Несфатливо до толку што како новинар и особено како спортски новинар, спортските настани секогаш се врзани главно за викендите и празниците. Тоа значи дека моето семејство немаше услови за нормален живот, таткото го немаше дома тогаш кога сите се дома и кога повеќе се дружат. Од друга страна, цел живот го поминав под диктат на времето, под диктат на термините и на информацијата. Информацијата ја носи тежината на одговорноста, а диктатот на времето пак дека секогаш мора да се подредиш на точното време на почетокот на емисијата и се што се прави е во функција на тоа време, на тој термин, и одеднаш го имаш сето време на светот на располагање. Тоа беше навистина драматична промена. Шок на организмот, да. Колку е тешко или лесно за еден спортски новинар да се во наводници прешалта во други води, од искреноста на спортот да заплива во матните води на глобалната геополитика и понекогаш комплицираните општествено-социјални односи? Мене лично не ми беше претерано тешко поради некоја вродена љубопитност и осекогаш ја следев и политиката како и спортот паралелно. Не ми беа сосема непознати процесите, иако се разбира кога професионално ќе се задлабочиш во тоа, доаѓаш до други сезнанија и се откриваат многу нови страни на политиката, но сега отпосле, кога ќе се вратам назад, честопати знам да кажам меѓу пријателите дека додека работев во спортот, се посакував да работам во политиката. Откако помина во политиката, некако се повеќе жалам по спортот и накратко да објаснам, спортот будеше емоции кај луѓето и приредуваш радост кога ќе победи нивниот тим или репрезентацијата. И тагат е составен дел кога ќе загубат, меѓутоа не влијаеше на тој начин толку битно, толку драстично, толку драматично, како политиката. Колку драматично, најдобро ни сведочат последниве денови во Украина. Тагата гледаме што значи од политичките информации. Да. Добро, од малата Македонија во големата Германија, од едно општество кое што се уште е во транзиција, ќе кажеме вечна транзиција, во едно општество поминавте во едно општество со беспрекорна организација. Тешко ли е да се адаптира еден македонец во Германија? Вие релативно млад заминавте. Сега млад е... Да, првиот мој престој во Германија беше 1987 на 2,5 месеци како гостин уредник, потоа уште 2 години од 88 до 90, исто така гостин уредник од Радио Скопје, односно Македонската радиотелевизија. Трајниот престој започна на почетокот на 1996. Но да бидам директен за одговорот сега. Да. Зошто би било тешко да се прилагодиш во општество каде се функционира нормално. Имам проблем да се прилагодам во деновите кога сум овде, во својата родна земја, во татковината, имам проблем да се прилагодам на овдешните во прилична мера изменети услови, еден сообраќаен хаос, една некултура, недисциплина, нечистотија околу мене. Понекогаш некои абсурдни барања во разноразни административни постапки пред шалтери и така натаму.
Тоа е она што не сакаме да го слушнеме, но мора да го сфатиме и да го разбереме ако сакаме да тргнеме напред. Спомена дека современиот човек во ова време се соочува со големи предизвици, особено последниве 2-3 години, кои може да се покажат клучни за опстанокот на поредокот, за кој мислевме дека е ултимативното уредување на глобалното општество, нели секој уредување си има свој сезоном позитивни и негативни елементи, меѓутоа како еден човек кој го искусил светот, како вас, гледа на пандемијата COVID-19 и на она што се случува во Украина, некако врзани се последователни овие два тешки настани за човекот воопшто. Овие два настана секој на свој начин драматично ни го менуваат животот. Се надевам дека настаните во Украина нема да бидат долгорочни, но последиците и од она што веќе досега се случи ќе бидат подолгорочни. Ќе ги чувствуваме, ако ништо друго, на економски план, какви се политички промени и импликации може да произлезат од оваа криза. Допрва ќе видиме, таа криза се надоврзува на воените действија во поранешна Југославија. Растурена е меѓународната безбедносна архитектура. Нарушена е. Нарушени се принципите усвоени на конференцијата за безбедност и соработка во Европа во Хелсинки некаде во средината на 70-тите години на минатиот век. Нарушен е основниот принцип во досега или до пред некоја деценија основниот владеачки принцип во меѓународните односи, неменување на граници на државите со примена на сила. Тоа се случи во настаните во Југославија поранешна. Во Србија потоа. Во Србија потоа, еве сега го гледаме тоа и во Украина, не сега, не само со овие действија, туку уште од почетокот на кризата во Украина од 2014-та, од де-факто одцепувањето на Донецк и Луганск, иако де јуре остануваат во состав на Украина, но прашање колку Украина воопшто има контрола врз тие територии. Еднаш создавање или правење на преседан со тоа што ќе се погази принципот на меѓународното право, отвора, што би рекле германците, и врата и порта за секојаш идни интервенции, секојаш под истото оправдување. Сега Германија, таму е скоро грев да се спомене Втората светска војна. Германците не сакаат да бидат запаметени како агресори. Меѓутоа сударот во Украина предизвикува промена на позицијата на германците. По кој знае колкав период Германија испорачува оружје во една конфликтна зона. Драстично се зголемува фондот за модернизирање на германската армија. Властите најавуваат дека е тоа за дефанзива, за одбрана, што се сепак сериозни потези на оваа власт. Прво, Германија не бега од својата историска одговорност. Тоа секојаш и постојано и во секоја пригода се нагласува. Второ, подолго време веќе има една генерална промена на линијата во германската надворешна политика од чисто дефанзивна, повлечена во однос на меѓународните кризи, до се поголемо учество во разноразни воени акции, но исклучиво со мандат на Обединетите нации. За прв пат Германија, германската политика го погази уставот и забраната да се води војна надвор од територијата на државата, пак во настаните, во војните на просторите на поранешна Југославија, кога германското воено воздухопловство учествуваше во бомбардирањето на цели во Југославија. Сега повторно даде согласност, директно дава извоз на оружје и даде согласност за оружје од германско производство продадено на други земји кои не смееа понатамо да го шират, да го предаваат на трети земји без согласност на Германија. Сега даде согласност и за тоа. Тоа се повеќе оди во насока на одредена милитаризација на надворешната политика на Германија под плаштот на еден еуфемизам да се преземе поголема одговорност. Тоа е фразата која најчесто се користи во такви ситуации, но тоа де факто значи да се преземе што е можно поголем удел во војните акции на разни жаришта во светот. Кога се тие легитимирани со одлука на Советот за безбедност на Обединетите нации, тоа не е проблем, но проблем е ако се интервенира како што беше тоа во Југославија, така и сега во случај во Украина. Како ќе се однесува Германија со бегалците? Бегалци има околу 660.000 луѓе според последните информации се раселени. Конфликтот во Сирија беше показател, бегалци беа примени во голем број, но се шпекулираше дека само квалитетните и високообразованите останале во Германија. Има ли ваква класификација таму по ова прашање?
класификација, нема официјални податоци за тоа колку луѓе дошли и заминале, нема. Проценките беа дека во 2015 во големиот бегалски бран, кога Ангела Меркел де факто ги покани бегалците да дојдат, влега околу 1 милион луѓе во Германија. Колку се од нив останати, тешко е да се процени. Факт е едно, дека од тие што тогаш дојда, за 7 години, се интегрираа само најдобро школуваните, најталентираните, најспособните. Што се случува со другите? Проблем е и во неприфаќањето од страна на германското општество. Доаѓаат луѓе од други култури, од други религии, со други животни навики, обичаи и тешко доаѓа до контакт во секојдневниот живот со германците. Мислам дека овој пат, кога е во прашање Украина, има поголема подготвеност да бидат примени бегалци, сепак е тоа европска земја и на крајот на краиштата некако поинаку се доживува и се чувствува и оваа драма и драмата на луѓето во Украина и нивната потреба да ги спасат своите животи и животите на своите деца од воените действија. Доаѓаме до прашањето за енергијата. Енергијата е живот, прашање по кој германците многу зависе од русите, што во бројки беше 40% според информациите кои што ги има низ медиумите, од набавките на газ и течни горива, но сега Германија се ориентира кон алтернативни извори на течен газ и слични проекти. Се најавува гасовод преку кој што ќе доаѓа од Соединетите американски држави. Ќе мора да се суспендира напуштањето на јагленото и нуклеарната енергија, кои што беа ориентации на Германија. Подготвени ли се за вакво сценарио? Германските медиуми велат, од она што може ние да го прочитаме, велат дека ова е сценарио со брза промена. Дали се работело задкулисно изминативе години и децении на ова? Тоа е тема за која одамна во Германија се зборува и се дискутира, но иако е започнат енергетскиот пресврт, значи пресвртот во енергетската политика во државата, сепак впечаток е и бројките го потврдуваат тоа дека се уште повеќе се зборува отколку што практично се работи. Донесена е политичка одлука за напуштање на користењето на фосилни извори на енергија, јагленот пред се, како голем загадувач на атмосферата и на загрозувач на климата на земјава. Се уште не е доволно вложувањето во обновливи извори на енергија. Пред се и најмногу се користи енергијата на ветрот, особено во плитките појаси на Северното море. Но има еден друг проблем. Не е изградена соодветна инфраструктура. Лесно е да се постави ветерница која произведува електрична енергија. Проблемот е како таа енергија да се транспортира таму каде што е потребна. Дури германците имаат проблем со инфраструктура. Нема далноводи кои би ја пренеле таа струја од Северно море кон Баварија, туку таа оди посредно преку соседните земји каде што има таква инфраструктура. И сега доаѓаме до еден безмалку затворен круг. Потребата е јасна. Екологистите, партијата на зелените, пред се го ја турка таа обнова и таа променета енергетска политика, но од друга страна истите тие екологисти, па и приврзеници на зелените протестираат кога ќе треба далноводот да поминува над нивните глави или во околина на нивните населби. Како и да е, Германија го прави пресвртот, тој пресврт се огледува не само во изворите на енергија, значи на кој начин се добива енергија, јаглен, нафта, газ и така натаму, туку и како таа се користи, односно како таа да се штеди. Државата субвенционира поставување на термоизолациони фасади, државата финансира купување на автомобили на електричен погон, да споменам на фотоволтаици и така натаму, само неколку примери од тоа, каде се и на кои се елементи ги опфаќа една променета енергетска политика. Зоки, некаде пред крајот на овој разговор, како ќе се одрази состојбата во Украина врз општествено-социјалниот живот, кај нас не бараме некоја стручна политичка или војна стратешка анализа, туку едноставно очекувањата на еден просечен човек со големо западњачко, жаргонски кажано, искуство. Првите последици ги чувствува секој што ќе застане на бензинска пумпа. Тоа е само еден момент. Вториот момент е инфлацијата, скокот на цените, што таа го носи. Тие
драматично ќе растат. Во Германија веќе имаме инфлација која надминува 5% на годишно ниво. Во областа на исхраната инфлацијата за една година достигна дури неверојатни 25%. Го зборувам за Германија. Сигурно е дека тоа ќе има одраз и врз Македонија. Сигурно дека на тамошна компликација на меѓународните односи, на тамошно пресекување на синџирот од дејности во поврзани производство и трговија, ќе има одраз и врз Македонија, врз снабдувањето и повторно се враќаме на тоа врз цените, а со самото тоа и врз животниот стандард на луѓето. Едноставно човек може само да посака, но се плашам дека тоа може да биде пуста желба, дека сето тоа некако брзо ќе заврши и ние ќе се вратиме во нормалниот живот. Физички може би да, меѓутоа ќе се вратиме, меѓутоа тешко на украинците кои што водат војна, каде што има жртви, физички ние ќе се вратиме во нели стравот ќе исчезне кога ќе заврши војната, меѓутоа последиците? Последиците ќе си останат веројатно на подолг рок. Само за кратко ќе се навратам на ситуацијата со ковидот. Кога дојдоа оние драстични локдауни, свативме колку ни значат во животот некои ситници или некои работи кои ги сметавме за толку вообичаени, за најнормално на светот, разбирливи сами по себе. И одеднаш сваќаш колку сето тоа ти недостасува во секојдневниот живот. Се плашам да не имаме еден подолг период ситуација да ни недостасуваат некои такви работи, да ни недостасува нормалноста во наводници на животот што го имавме порано. Зоки, мене лично, ќе искористам ова прилика, многу ретко зборувам во прво лице еднина, меѓутоа мене лично ми недостасува разговор и збор на еден од моите идоли, кога почнував со новинарството, имаме некаква слична судбина од спортското полека во други некои води. Тука сме на линија во контакт за сите прашања кои што ќе произлезат понатам. Благодарам, на располагање и тебе уште еднаш да ги поздравам гледачите на македонската телевизија, некогашните мои гледачи, они од постарата генерација кои уште ме паметат преку екраните на македонската телевизија и како што рековме, до видување во некоја следна пригода. Зоки ти благодарам.